Вратот, како и секој друг мускул, не треба да го отстапуваме од нашиот план и програма за вежба. Чисто онака, поради тоа што доколку работиме на нашите трапези, грб, раце, рамо, едноставно ако немаме, не викам дека тоа треба да биде напумпан, стегнат, но барем онака зајакнат врат, тоа нема да личи на добра фигура. А вежби кои ја често ги менувам и ротирам во мојот тренинг за врат се neck curls, reverse neck curls и side neck curls. Зашто? Поради тоа што вратот, како и секој друг мускул, си има своји групи, односно преден дел, заден дел и страничен дел. Филозофијата не е голема и не е тешка. За предниот дел ги правиме neck curls, отприлика по 5 серии, бидејќи еднаш неделно се тренира, и вежби кои ги ротирам, reverse curls или side curls, во зависност од тоа што сум го направил претходната недела, доколку биле side curls, денеска ќе бидат reverse и обратно. Исто по 5 серии, доколку се работи за side curls по 5 од една, 5 од друга, со некоја полесна килажа за сепак да не се ризикува повреда, додека пак на обични neck curls се крева килажа поради и се контролира заедно со помош на рацете, со цел да се добие дека ја целам на хипертрофија, изголемување и зајакнување на вратот, ставам килажи, идам на интензитет, идам на волумен. Нормално сите оние кои вежбаме или вежбате или планирате да вежбате врат, веќе сте на некој поголемо ниво во вежбањето, бидејќи многу од луѓето не можат да направат еден склек, еден згип или немаат ни волја, а ние тука веќе збориме за вежбање на врат. Фала ви што го изгледавте и ова видео, лајкнете, субскрајбнете, шернете го видеото и се гледаме во некој од наредните.